Денеска православната црква ги празнува преподобниот Атанаси Атонски и преподобниот маченик Кипријан Нови. Преподобниот Атанаси Атонски роден е во Трапезант од богоплашливи родители. Рано останал сираче, но по Божја промисла некој војвода го зел, го довел во Цариград и го дал таму на наука. Заради својата кроткост и смиреност бил сакан од сите своји врсници. При детските игри, децата избирале свој цар, свој војвода, а Атанасија за свој игумен. Како некое предскажување. Откако го завршил училиштето, Атанаси до подстрижувањето Аврами се оддалечил во Малинската пустина во близина на Светагора, каде што се подвизувал кај тогаш познатиот Михаил Малеин. Сакајки уште потежок подвиг се преселил во Света Гора на безмолвие, но околу него почнале да се собираат многу љубители на подвижничкиот живот, та бил приморан да ја изгради својата позната лавра. Во тоа обилно му помагале византиските цареви. Прво Никифор Фока, кој самиот имал намера да се повлечи и да се замонаши, а потоа и Јован Цимисхи. Многубројни искушенија го напаѓале Атанасија и од демоните и од луѓето, но тој, како храбар христоvoјник, сите ги победувал со својата безмерна кротост и со непрестајната молитва кон живиот Бог. Исполнет со благодат Божја, тој се удостоил да ја види Пресвета Богородица, која на чуден начин извадила вода од Карпата и му ветила дека за секогаш ке му биде икономиса, игуманија на манастирот. Атанаси и во работата и во молитвите им предничал на своите собраќа и сите ги сакал со љубов на духовен отец и на пастир. Смртта му дошла ненадејно. Еднаш тој се искачил со 6 други монаси на една новосодзидана припрата од црквата да го прегледат зидот кој тогаш го зидале. Но зидот се разурнал и сите ги затрупал. Така завршил овој голем светилник на монаштвото во 980 година. По смртта тој повеќе пати им се јавувал на своите собраќа, било да ги теши или да ги укорува. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи.
Преподобниот маченик Кипријан Нови, роден во селото Клицос во Епир. По смртта на своите родители, Кипријан отишол во Светагора. Таму се замонашил и се предал на подвиг во една келија во близина на Котломашкиот манастир. Си наложувал себе си работа по работа, подвиг по подвиг, додека не постанал познат и почитуван во Светагора. Но тој не бил задоволен со себе. Го мачела мислата дека не може да се спаси поинаку, освен со мачеништво за Христа. Ја оставил Светагора, дошол во Солун, излегол пред солунскиот паша и го повикал да ја отфрли лажната мухамеданска вера и да ја прими вистинската вера Христова. Пашата наредил да го претепаат и да го истераат надвор. Незадоволен со толку мало страдање за Христос, Кипријан отишол во Цариград. Му напишал едно големо писмо на великиот везир во кое ја изложил лажноста на Мухамед и ја нагласил вистинитоста на Христа Господа. Разлутениот везир го испратил кај Шеи Котул на Исламот и тој, откако чул се што Кипријан сакал да му каже, наредил да му ја отсечат главата. Кипријан прекумерно се израдувал и тргнал кон губилиштето како на свадба. Така, тој Божи човек пострадал за Христа на 5 јули 1679 и ја остварил својата животна желба. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу,
vi